до која мера Србија е закана за безбедноста и стабилноста на Западен Балкан, на регионот воопшто и исто така во тој контекст и во однос на нашата земја. Иако ако погледнеме како се одвиваат односите меѓу двете земји, тоа е практично една братска држава во која не може да се гледа класична закана. Меѓутоа, како однесувањето на Србија како држава и српскиот политички врв се однесуваат во релација на безбедноста и стабилноста на регионот воопшто, па тука спаѓаме и ние. И се разбира, прашањето е дали е тоа само политички проект или е дел од една поширока, поопстојна стратегија која произлегува од Москва. Колку е тоа различно, колку е тоа споено и е координирано. Една реченица околу последнава теза, колку е тоа исто, колку е различно. Генезата на настанување на рускиот свет е не само временски, но пред се временски различна од настанувањето на тој концепт кој го дефинираме како српски свет. Со други зборови кажано, концептот на српскиот свет влегува во претходно одамна поставените постулати на рускиот свет и се обидува да ги остави своите национални интереси, што е легитимно. Чи тоа не се прави руски свет денеска, а од понеделник ќе правиме други помали светови кои ќе ја туркаат нашата агенда. Тоа е стратегија која многу помали држави ја правеле низ историјата. Најдобро е, например, кога се осамостојуваш како држава, да ја сетите, тоа го правеше Хрватска, Словенија и ние го правевме. Најдобро е ако можеш твоите национални аспирации за посебна држава, за независна држава, ако можеш да ја вклопиш во големите планови на големите држави. Зашто самостојно не можеш да дојдеш до независност. Значи, српскиот свет е понова рожба, така да кажам. Понова рожба е. Меѓутоа, јас се во однос на влијанието на руско-српскиот свет во регионот имам една сосема поинаква дефиниција од она што е мејнстрим до сега. Јас тврдам дека од Србија, ме прашувате конкретно за нивното влијание во регионот, јас тврдам дека од Србија нема никаков притисок или заложба експлицитна да ние како држава влеземе во тој свет. Јас тврдам дека нашите политички гарнитури, не сите се разбира, некои и до одреден степен, сакаат самите да бидат дел од тој свет. Гледате, за да ја подкрепам последнава теза, има серија конкретни потези од наша страна кои тоа го покажуваат, меѓутоа, најсоголено кажемо, кои се тие неколку димензии на рускиот свет, ако сакате и на српскиот свет? Во рускиот свет спаѓаат етничките руси, оние кои зборуваат руски јазик, а не се етнички руси, и верниците на Руската православна црква. Пренесете го тоа во регионален контекст, етнички срби, српски јазик, Српска православна црква. Во Македонија, доминантниот народ не се срби, туку се македонци. Ние имаме посебна црква, Македонска православна, не сме на ниеден начин дел од Српската православна црква, иако имаше такви заложби на времето, среќа отпадна као историски анахронизам, не поврзани со конкретната реалност на терен. И овдека, иако имаме заедничко искуство од Југославија, многу мал број од македонците, особено помладата генерација, зборува српски јазик. Значи, ги нема тие базични културолошки предпоставки или етнички за вие да бидете по дефиниција или да се очекува да бидете дел од српскиот свет. Тогаш, зошто ние се повеќе и повеќе среќаваме во релевантни европски извештаи дека Македонија, Северна Македонија, станува дел од, има декларација, има резолуција на Европскиот парламент која не спомнува токму во тој контекст пред 2 месеци. Изгласена со огромно мнозинство. Затоа што постои политичка гарнитура, некомплетната, се разбира, да значени чинители во рамки на таа гарнитура, кои сакаат да бидат дел од тој свет. И конечно, ако имате подпредседател на влада, кој не крие дека работи за интересите на тој свет и дека е експлицитно против НАТО и Европската унија, вице-премиер на влада. Вие не можете да тврдите дека тој е некој политичар на маргини, кој нема никакво влијание во оформувањето на круцијалните стратешки политики на нашава држава.
Значи, на многу места може да се детектира дека практично вие велите да, ние сме членки на НАТО, меѓутоа, де факто сакаме да бидеме дел малку и од овој другиот свет. Тоа не се случуваше до 2024 година. Значи, не зборам сега за популацијата од целина. Зборам за политичката елита која секој пат и секаде во било кој историски период ги предодредува магистралните правци по кои треба да оди една нација и една држава. И не може да очекувате вие од обичниот човек, не знам, кој работи од крпи од први до први, да ви постави магистрален правец, да рече Македонија од денес, па наредните 50 години, ја гледаме тамо вкотвена. Туку тоа е работа на оние кои ги бираат луѓето да ја водат државата. Значи, кога водиш, треба да знаеш каде водиш и зошто водиш. Не само за да бидеш некаде. Ние не отидовме во НАТО затоа што беше модерно. И затоа, сите прават така. Него затоа што имаме конкретна придобивка. Инвазијата руска во Украина покажува дека е одлично што на време, да кажам во наводници, и преку време, дури подоцна по мене, меѓутоа, сепак на време го фативме последниот воз да влеземе во Алијансата, инаку да бевме сами, сега, во оваа ситуација, во овие силни геополитички бури кои дуваат низ континентот, не знам колку ќе бевме и од безбедносен аспект стабилни.